Некој работите да се... повикава во коментарите, ни вика медиумите се најголемиот проблем. Апсолутно медиумите не се најголемиот, медиумите се дел од целата реалност. Знаеш колку луѓе ми пристапиле, знаеш, ова, ваков проблем, тако, и кој ти му речеш, добро, ајде, бидејќи ти треба соработка, барем да го имаш документирано исказот негов, за неговиот проблем, за да утре, не дај Боже, пред суд, сепак имаш нешто со што да се браниш. Не, никој нема храброст да излезе во медиуми и да го каже проблемот кој го живее, а кој е резултат на некаков притисок од институции или на резултат на тоа што институцијата не си ја завршува законската обврска да го пружи сервисот на некој граѓанин, или затоа што некому бараат корупција, мито и така натаму. Не, никој не излегува тоа да го направи. А при тоа живееме во земја, живееме на пазар во кој што повеќе нема бизнис модел за медиум. Еве, ние овој подкаст, ако сме ние некаков дел од некаква медиумска сцена, се разбира, ќе го правиме бесплатно, го правиме без никаква компензација, онака частиме јавност, да не оговараат некои, да не плюкаат и така, за да има што да се забавлjaат, тие колку илјади души не гледаат и така, не се ни малку можда и сето тоа. Меѓутоа, повеќе нема бизнис модел, работиме во многу мал јазик, македонскиот јазик е многу мал за да можеш од него да направиш каква било заработка на YouTube. Дури и вака многу гледани подкасти на крајот, од Infomax до Тајсија, да не спомнувам други така, кои имаат и можда и над 100.000 прегледи. И не можеш да направиш сериозни пари за да ги инвестираш во разум. Да, ќе земеш некоја јадарка, нешто и така, за да можеш да го преживееш месецот, меѓутоа нема бизнис од тоа. А и да не кажам дека ако сакаш да направиш бизнис, потоа треба да влезеш во разноразни сделки, вакви, такви, кои на крај секако завршуваат на еден или на друг корумпиран начин, и нели што може да спомнеш, што не можеш и така, тие што можат се да спомнуваат, затоа и никој не ги финансира.